Добар ден и од мене. Еве, како што напомена во воведот, навистина еден од важните сегменти за квалитетно одвивање на образовно-воспитниот процес е секако инфраструктурата. Во изминатиот период, во времето на владење на ВМРО-ДПМНЕ, една од главните карактеристики што во тоа време беше во делот на заедничкото функционирање е одличната заедничка соработка помеѓу владата, Министерството за образование и наука и локалната самоуправа. Локалната самоуправа како една од алките во образовниот процес е многу значајна, пред се затоа што директно и непосредно ние како општини, како градоначалници, непосредно се соочуваме со секојдневните проблеми во основните училишта и во средните училишта. А секако еден од поважните сегменти, како што напоменав, е инфраструктурата. За жал, може да констатираме дека во голем број на општини по 30, 40, 50 на години наназад немаше изградено нов училишен објект. Во времето, последните 10 на години, во времето на владење на ВМРО-ДПМНЕ, заедно со коалиционите партнери, се направија големи дела кои што се очигледни и со кои што се придонесе за подобрување на воспитно-образовниот процес. Преку 400 основни и средни училишта беа реконструирани во сите општини во Република Македонија, а преку 72 објекти беа изградени нови. Тоа е навистина една бројка која што покажува дека се работеше интензивно, се работеше секојдневно и како што напоменав, со еден концепт на здружување на заедничко партнерско учество. Комуникацијата е многу важна во решавање на овие проблеми. Во изминатиот период можем да направиме една паралела или разлика. Во изминатиот период, како резултат на таа одлична комуникација помеѓу локалната самоуправа, Министерството за образование и наука и владата, се реализира овие проекти, а како една паралела да направиме, веќе близу 30 на дена поминуваат од практицирање на власта на СДС со нивните коалициони партнери. За жал досега немаме никаква комуникација со Министерството. Оние проблеми што ги решаваме сами со сопствени средства, иако голем дел од проектите веќе беа договорени, а за дел од нив и беа обезбедени средства и требаше веќе оваа година да ги започнеме. Значи, во делот на изградбата на инфраструктурата, изградбата на основните училишта и средните училишта евидентни се насекаде во сите општини, како што напоменав. Јас ќе дадам пример во општина Газијбаба, негдека на почетокот на 2015 година се пушти во употреба новото основно училиште Григор Прличев. После 40 на години на територија на општина Газијбаба се отвори нов објект. Претходно децата учеа во бараки кои што беа дотрајани, субстандарди, и благодарение на поддршката што добивме на Министерството за образование и наука и владата, предводена во тоа време од ВМРО-ДПМНЕ и коалиционите партнери, обезбедивме средства од Светска банка и денеска учениците од населбата Железара учат во модерно, современо училиште со сите оние потребни простории и сета она потребна опрема за квалитетно одвивање на образовниот процес. Исто така, еве пред известно време, значи во времето уште кога владата беше предводена од ВМРО-ДПМНЕ, започнавме со уште еден нов капитален проект, тоа е изградба на основното училиште Вера Јоцич во населбата Хиподром, и овдека учениците учат во бараки кои што се во субстандардни услови. За жал, ова училиште можеби требаше и порано да се започне со изградба. Владата донесе одлука уште пред 4 години за изградба на ова училиште. Беше аплицирано до заинтересираните донатори, едни од нив беа односно владата на Република Кина. Но поради тоа што имаше некои технички работи кои што требаше да се допрецизираат, владата донесе одлука и со средства од буџетот на владата веќе се започна изградбата на новото основно училиште и верувам дека веќе следната година од месец септември ќе биде во функција и учениците и во ова
наследба ќе започнат во новото основно училиште. Активноста наша беше евидентна и во делот на подобрување на условите во постоечките објекти, од аспект на подобри внатрешни простории, подобра енергетска ефикасност на училиштата, доопремување на кабинетите во училиштата. Пак ќе земам како пример општина Газибово, каде што сум и градоначалник. Кај нас имаме 11 училишта и 4 подрачни училишта. Во сите основни училишта се направени комплетни санации, комплетни реконструкции. Во основното училиште 25 мај комплетна санација на кровната конструкција, на внатрешните простори, прозорите, спортската сала, во основното училиште во Раштак, во основното училиште во Автокоманда. Значи, можам да ги набројам сите, поради ограничено време. Можам да заклучам дека активно се работеше на подобрување на таа инфраструктура во сите основни училишта. Исто така, едно од важните проекти што беа реализирани беа и условите за одвивање на спортските активности во училиштата подобрени. Некаде се направија санации, а исто така се работеше на изградба на нови спортски капацитети. На територија на општина Газибаба се изгради нова училишна спортска сала во соработка со Министерството за образование и наука во основното училиште Крум Тошев во Трубарево. Се изгради уште една училишна спортска сала во основното училиште Наум Нумовски Борче, а исто така во основно училиште со поддршка на Агенцијата за млади и спорт се изгради и мултифункционално игралиште. Во текот на минатата година беше пуштена и третата спортска сала, која што е во непосредна близина на основното училиште Крстем и Сирков, и со одлука на Советот е веќе дадена на користење на ова основно училиште. Значи, учениците од населбата Ченто добија модерен спортски објект каде што ги одвиваат спортските активности, а со средства од општина Газибаба се направи реконструкција на отворените игралишта на сите основни училишта, а веќе започнавме и со модернизирање на тие надворешни игралишта со постување на вештачка трева, каде што децата побезбедно ги одвиваат оние спортски забавни активности. Еден пример што сакам да го напоменам, каде што многу значено пак ќе потенцираме таа заедничка комуникација и соработка помеѓу локалната самоуправа, кај нас конкретно за општините во градот Скопје, Министерството за образование и наука и владата беше токму минатата година, кога за жал на територија на општина Газибаба имавме елементарна непогода во месец август, и во времето на елементарната непогода дел од тие основни училишта беа оштетени, и благодарение на таа заедничка соработка што имавме, одличната комуникација и поддршката од владата и Министерството за образование и наука, успеавме некаде за 20 на дена да ги нормализираме просториите на неколку основни училишта, и веќе децата, учениците од 1 септември започна минатата година, значи без проблеми да ја отпочна учебната година. Тоа беше случај со основното училиште во селото Сингелич. Посебно тоа постарото училиште беше комплетно санирано, основното училиште во Страчинци, основното училиште во Стајковци, основното училиште во Брњарци. Овие неколку основни училишта, благодарение на таа заедничка наша соработка, успеавме да ги реконструираме и, како што напоменав, во месец септември да бидат пуштени, односно да нормално отпочне учебната година. Ако се направи една паралела од практицирањето на власта на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери во изминатите 10 години и овој период од кога еве сега практицира власт СДСМ заедно со нивните коалициони партнери, прва работа што напоменав, што е многу важна е таа комуникација меѓу себе, се уште ја немаме. За жал не слушнав ниту еден поголем проект кој што требаше да биде најавен во делот на изградбата на инфраструктурата, најава на нови училишта, нови спортски капацитети, нови спортски сали. Тоа се уште чекаме да го слушнеме. Ние како локална самоуправа можеме да порачаме дека сме спремни за комуникација, подготвени сме заедно да учествуваме во градење на тој наш заеднички образовен систем,
а како важен елемент е секако инфраструктурата. Овој период од годината е време на летни распусти и секогаш сме ги користеле за поголеми санации, реконструкции на училиштата. Сега во моментот, во најголем дел од општините, се работи на санации, на реконструкции со средства од локалната самоуправа. Оние средства кои што беа планирани од Министерството, се уште не ги користиме, и затоа јавен апел упатувам до Министерството малку повеќе, Министерката и тимот со нејзе, да се заангажираат во делот на практично реализирање на нашите потреби, потребите на учениците, потребите на наставниците за квалитетно одвивање на наставно-образовниот процес. Да не биде нивниот метод само укинување и споредување на некои проекти кои што биле во минатото реализирани, а од нивна страна, за жал, се уште не гледаме некој конкретен проект кој што очекуваме да се реализира во општините. Напоменав дека овие објекти, голем дел од нив се доста дотрајани, односно изградени пред 30-40 години и потребно е секоја година континуирано одржување. Ние како локална самоуправа, бидејќи во делот на надлежностите, наша надлежност е тековните одржување, сепак поголемите инвестициони зафати се надлежност на Министерството за образование и наука и на владата. Затоа уште еднаш апел од кај мене, од моја страна, да се зафатиме заеднички во решавање на овие проблеми, кои што можеме посебно во овој дел од годината повеќе да ги решиме, затоа што во овој дел од годината, како што напоменав, е распустот и секогаш се практикувало да овој дел од годината биде искористен токму за вакви поголеми санации и реконструкции. Од аспект исто можам да дадаме на паралела на тимот на луѓе кои што сега во моментот се во Министерството и тимот на луѓе кои што беа предводени од ВМРО ДПМНЕ. Напоменав дека драстична е разликата, пред се од самиот факт што таа комуникација се уште, еве гледаме на почеток, ја нема, а верувам дека во иднина и овој тим на луѓе ќе сватат дека првото и основното што треба се направи е токму тоа, да се искомуницира, да се увидат приоритетните активности во секој од општините, затоа што само заеднички можеме да работиме на подобрување на таа инфраструктура која што е многу значајна за квалитетно одвивање на наставно-образовниот процес.